Македонскиот народ до балканските војни живееше компактно во својата историјско-етничка територија, што се простираше од Шар планина до реката Бистрица, од Егејското море и реката Места до Преспанското и Охридското езеро. На оваа историска територија македонскиот народ беше пропорционално населен и представуваше мнозинство од населението. Тоа на Македонија и даваше македонски етнички белег и македонски етничко-национален карактер. Етничкиот македонски карактер на Македонија му даваше посебен статус и на македонскиот јазик. Во Македонија до 1913 година македонскиот јазик имаше улога на најупотребуван јазик и покрај карактерот на официјален државен јазик на тогашниот турски јазик. Од околу 2.250.000 жители што живееја во Македонија пред 1913 година, речиси 90% од целокупното население го користеше македонскиот јазик во секојдневниот живот. Живеејќи во одредена историјско-етничка територија и представувајќи мнозинство од населението, македонскиот народ создаваше и наметнуваше објективни секојдневни и перспективни историски текови, етнички, културно-јазични, што одеа во полза на македонскиот народ или македонската нација. Балканските војни од 1912-1913 година му ставија крај на овој објективен македонски етничко-историски развиток. Поразена, Турција беше принудена да ги прифати лондонските мировни преговори со победниците и Македонија беше распарчена меѓу балканските држави – Бугарија, Грција и Србија.